Подпредседателката на Собранието, пратеничката Фросина Ременски, нема намера да поднесе оставка од функциите се додека не се докаже нејзината вина во случајот рекет. Се повикува на презумпција на невиност, но и на однесувањето на други пратеници против кои се водат судски постапки, а се уште се во пратеничките клупи. Се додека не биде докажана вина со правосилно судско решение, секој е невин. Тоа го цитира и многу ваши колеги. И мислам дека има добра шанса сите пратеници во Собранието, кои што се во некакво својство пред органите на правосудството, доколку се договориме колективно и да си поднесеме оставки, ама сите. Од ВМРО ДПМН пак денеска побараа Ременски да се повлече од функциите за да овозможи истрагата да се одвива без никакви влијанија. Фросина Ременски има моќна позиција и може да влие и преку нејзиниот сопруг кој располага со класифицирани информации и државни тајни. Сите видовме дека сопругот на Фросина Ременски дури и преку Facebook се закануваше со апсење. Може да претпоставиме што ќе прави наредниот период само за да ја заштити својата понежна и поубава половина. Во меѓувреме, најверојатно ќе биде замрзната само нејзината партиска функција член на извршен одбор на СДСМ. Тоа вчера го најави премиерот, а Ременски вели дека не му се лути затоа што тоа е согласно партискиот етички кодекс, кој го подпишала и ќе го почитува, но вели дека новинарите погрешно ја протолкувале таа негова изјава и дека тоа значи замрзнување на сите партиски функции за да се даде период да се подготви одбрана и да не се дава политичка конотација на случајот. Подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски пак изјави дека и внатре партиските постапки ќе почекаат. Најпрво треба да го видиме обвинението, видиме за што се работи, нормално после партијата ќе си ги превземе соодветните чекори. На Ременски не може да и биде одземен ниту пратеничкиот имунитет доколку судот не побара притвор. За одземањето пак треба да гласаат 2/3 од пратениците.